Статистички, во Македонија има околу 1800 населени места, 40 на градски и останатите селски и рурални средини. Сите тие имаат еден заеднички елемент – топонимите. Оваа потрага е за приказните, за имињата на градовите и селата и за луѓето кои што живеат во нив. Сето тоа на еден поинаков начин. Гледајќи ја картата на Македонија, во очи ми паѓаат многу карактеристични имиња на населените места. Некои чудни, некои помалку или повеќе познати, некои помалку и смешни. Лоцирав 4 топоними кои на еден или на друг начин го отсликуваат мултикултурниот момент на државата. Проверив во статистичките податоци, каде откривам дека во некои места кои носат турски имиња денес живеат христијани, или пак села кои имаат христијански називи, а доминантно население се муслимани. Југозападно од Скопје, последното село во падините на Водно е Света Петка, населено исклучиво со муслимани. Мојата љубопитност за животот на овие луѓе ме донесе уште рано наутро. Не помина долго пред локалната џамија ги пронајдов и првите соговорници. Љубезно го прифатија предизвикот. Јас, нивен гостин, тие гости во мојата емисија. Како е да се живее овде во селото? Па види, тука у село не е лошо живеачката. Не сме далеко од градот. Функционира пат, функционира автобус, имаме селски водовод. Селото се вика Света Петка. Тоа е турско време, значи сме слушнале од старите дека се викало ова село Решадија. Меѓутоа иде Бугарија, иде Србија, старите и така го мениле. Од што, како и ние. Ама денеска си е најнормално. Најнормално живеат муслимани, еве имаме и џамија направена тука нова. Иако мојот фокус беше името на селото, нивната желба беше да споделат што повеќе настани за пријателството со христијаните од соседните села. Еве конкретно лично јас за вчера, што беше празник Водици, ја бев канет и славивме заедно. Мислим, тие си пијат својата пијачка, ние си пијаме. Нашата, меѓутоа, нема тука можна некоја дилема, некоја што... Како изгледаше тоа? Добро беше? Види, јас секоја година идам и во други празници. Идам и по Велик ден, идам и имам друштво, имам другари што славиме заедно, па тие ни идат на нашите празници на Бајрам. Тоа сега да прашам како е? Да, на баклава што викаме ние. Предлог на Назим беше да го запознаам и Чичко Рамадан Велил, да ми ги прераскаже приказните од времето на неговиот млин. На ова место и денеска стојат спомените од она време. Овие села, сите овде се служија, пошто немаше вода, нигде овие села немаат река, да биде на воденица се вика. Ова се направи млин. И Чичко ми без никакво школо ја презема таа одговорност, како да има некоја високо квалификување да работи како фабрика, пример. И вие ги служивте сите села од околината? Сите, опште, без разлика. Без разлика, дали се македонци, Не, тука немаше двоење никако. И тие више одеа слободно. Ова беше све отворено, немаше порано куќа. Овде по 10-20 којни врзани стојат. Ќе дојде пример 7-8 да фати ред. Ама голема гужва, многу села. И сега што ќе прави човекот до 4, 5, 6 на вечер? Како изгледаше еден ден кога ќе дојдат овде сите? Па види, имаше еден изглед, ептен сјајно добро. Тоа не се заборава. Како сака нека се смени, било кој човек ги има тие мисла. Нема кажување како се дружиме, како живееме, едно. Второ, Караџица, планината, со планина, плюс што одиме со овци, со македонците, од село Брезница. Сега се вика Нова Брезница. И таму со стокава заеднички ги мешаме, моите, твоите и нема делба.
како сме живееле порано. Сега Денеска како се живее? Имате ли пријатели? Обавезно. Оди сега, прашај ги и по име и по презиме. Кога сакаш мене, носи ми и по име ги знам. И по куќа ги знам. Иако ова село има и турски топоним, познат како Рашадија, по кој денеска е именувана и локалната џамија, сепак овие луѓе велат дека немаат проблем со името на селото, иако, како и во многу други ситуации, имало иницијативи за негово преименување. Ово место, кај што е градено, само е проширено малку, џамијата. А иначе пред тоа сме имале стара џамија, што јас не го памтам кога е направено. Овде во нашиот терен, во местото се вика Кашијака, ова нашата место. Околината? На околината се викало Кашијака. Тука немало од ниедна села друга џамија освен нашата. Значи сите веле тука доаѓале. Кај што ни е џамијата тука. Колку време живееш во селото? 6 години. Тука сте родени? Тука сам роден јас. Ова село, ние го знаеме како Света Петка. И од кога било ова, сега дали време турско или не знаеме ние. Зашто ние сме од овде дојдени од река. Ние дојденци сме од река, ама има 400-500 години. Значи имаме ние гроб овде 708 години, 800 години. Значи, доказ дека селото постои повеќе од 700 години. Да. Значи, од кога сме ние овде, ги знаеме генерациите, ние преко 400 години ги знаеме како вакав како што сме сега, муслимани, албанци. Напред не знаеме зашто има киша од црква овде, манастир што се вика, позади џамијата било. Вика, ние така го викаме, ние не сме го стекнале тоа. Так. Сум бил како советник у општина Сопиште. Значи, кога јас организирав средби меѓу верските, ние за Божек, тие за Бајрам, и кога дојдоа стари тука, некој почна да плаче, вика, како вика, ова да ни го сејат, вика, ова мржја, вика, овој се вака, ние сме вака, вика, ние не сме знаеле. И почнаме да идеме, и ние одевме во нивните, и како да... Денеска тоа уште? Да, си идат, за Бајрам пеа, за Божек ми е истот, идеме таму. Овде дознав дека и овие луѓе, како и речиси сите од селските средини, имаат многу поголеми инфраструктурни проблеми за кои бараат решение, отколку да размислуваат за други прашања. Што е важно, што е значајно за да меѓу луѓето се од различни етнички, верски структури се изгради доверба? Треба системот да работи. Ако работи системот правно како што треба, кај граѓаните, обичниот граѓани не е тешко, зашто не ми смета мене дека е друга вера, дека тоа е богатство, за поинтересантно е да ја почитувам јас. Ако не почитувам јас мојот што го имам тука, тебе не те почитувам. Ја треба да те почитувам тебе, да ме почитуваш, тогаш ќе видиш дали нашите деца тогаш се сватат дека се живее. Без разлика што е на друго јазик што се зборува турски, ове. Чудно име на луѓето вака кои ќе разберат дека живеат муслимани, се вика Света Петка? Не. Но не е чудно што сега. Тоа било, порано било Рашадија, ми сме го нашле тоа или на турско, или посигурно на турско, тоа било на турско. Рашадија се викало по селото. И ние така сте го стекнале, така е. Стотина километри по југозападно е следната моја дестинација. Малото градче со турски топоним, населено претежно со христијани. Колку жители имате Мирхисар? Во населбава имате околу 4000 жители, можете и помалку, а целата општина е околу 8000 жители. Имаше години кога имаше многу повеќе народ. Хубаво имаше народ, да ви кажем, да мислам некојаш 20.000, па 17.000, па се дошло, постепено се намалува. Да бидам искрен, ми беше малку чудно што со професорот разговаравме во центарот на градот, но речиси да не забележав движење на луѓе. Кај отидоа тие луѓе? Докаде што имат граници, без граници, мислам, светот е без граница. Човекот води ги има ни сите држави во Европа и светот. По подобар живот.
Не подобар, по спас за животот оти овде некои работи се изменија настаните што се. Некогашните убави фабрики што работеа во Демирхисар што го крепеа, згасна со низа непредвидени проблеми и од едно убаво населено место кое што имаше една перспектива. Ова беше како малите градчиња кога се граделе во Америка, сета инфраструктура да биде тука. Што значи Демирхисар? Е сега по името ако мислите, Да. инаку Демирхисар географски е многу убав простор. Може би во најубавите во Европа, викама и во светот, со сите оние белези карактеристики. А има во Демирхисар не од македонската лексика, туку тоа доаѓа од турската лексика. Сето 1371 година, да речеме, и покасно, додека бил крале Марко и додека овде бил во времето на цар Самуил, од тога почнува името Железник. И Железник го добива селото каде што имало некош град, Хисар е Рит. Аха. Нешто тоа околу тоа асоцира, не околу име, вели висок Рит, од имаме Демир Капија, што значи железна врата тамо. Мислам дека на тој поглед... Железен рит, у некој превод од Да, е така. од турс од Имало турски. многу железо на Демирхисарско понеби и првите рудници што се во Демирхисар се на железо. Демирхисар од кога е името? Па со доаѓањето и воспоставувањето на турската власт во Приболци и од тога доаѓа името Демирхисар и останува за жал до денеска и покрај што низа пати имаше идеја да се врати старото име, вистинското име Железник, но останете сепак да биде во лексиката Ма добро, на денеска турското. ово звучи, сите го имаат прифатено тоа, никого Не, името не ги разделува луѓето животот, ги спојува и ги разделува. Оди има добар сооднос на луѓето и секогаш добро се живеало и мирно било. А си имате ли разбирање? Да ви кажам, ние не ги делиме масите во кафана ако седиме или ако бидеме негде на прошетка или во некоја екскурзија. Напротив е поинтересен разговорот и побогат, да, посодржаен. Тие од таа област се кажа, ние од ова, така и особено ако зборуваме за народна носија, за традиција, за верски обичаи. Вистина се различни, ма тие не разделуваат. Разликите не спојуваат да бидем така да имаме посодржаен живот. Пишувате книги, што најчесто се фокусирате? Ова книга објавив Егејска сорза. Ова книга е интересна тематика, животот на грците и македонците до пред Втората светска војна, до пред екзодусот на македонците. И како бил тој живот? Еве тоа е идеално, дури заедно учествувале во борбата и имало тие меѓусебно се нарекувале браќа, македонец, брак грк. За содржината на книгата, за која дознав дека поприлично интересна, најдобро би било сами да прочитате. Во околината на Демирхисар има и неколку населени места во кои живеат албанци. Чекајќи го мојот следен соговорник, сосема случајно, открив многу интересна поврзаност меѓу нив двајцата. Добар ден. Добар ден. Здраво, професоре. О, Како било ми сте? е добро, како е мојот ученик. Вие се знаете, се Да, познавате? овој ми беше професор по македонски. А овој ми беше еден од најмирните, најтивките и љубезните ученици кои што ни дава сила на часот да бидеме повнимателни кон учениците, за да им предадеме повеќе знаење, а тие не слушаат така тивко и мирно. Здравојте. Па сосема случајно се погодивте мои соговорници, двајцата денеска. Може да ми посетите како беше тоа време? Ние и каде да се видиме, мислам, ние се исто вака се поздравуваме, а тоа зборува колку сме биле меѓу себе, колку сме се почитувале. Сите професори и наставници за мене се истите, каде и да ги најдам, кога и каде, сите се добро намерни и добро. Како беше школските денови? Многу добро. Тоа беше како деца или како тинејџери многу добро. Јас знаев да ги разберам младите по сите основи, и кога беа заљубени, кога беа влюбени, и кога ја уче, и кога малку избегнува, и кога сака да биде на час, и кога да А излезе. тие ме разбираа вас? Секако. Секоја чест. Митате од Обедник неколку километри до Демирхисар. Ми вели дека овде животот не ги дели луѓето. До сега не сме имали и мислам дека нема да имаме некој проблем. Колку процент на албанци живеат овде во околината? Па некаде 2-3, може би 4 се, ама дека се преселени луѓето, да, Претежно. претежно странство и не се знае бројката. Имате пријатели, претпоставувам македонци со кои што... Секако, многу. И во Демирхисарот, и во Битола, и секаде.
каде и да се сретнеме, продавница, по кафеа, ни се поздравуваме, седиме заедно, што имаме да си кажеме. Секојдневнието тука не тера и мора заедно да се живееме. Тоа е Проблемите животот. заеднички се решаваат, така. Наравно. За него, како и за најголем дел од луѓето во Македонија, најголем проблем е животниот стандард. Во вработувањето има последните 20 години во општината има многу мал процент на вработеност од албанска националност. Тешко се доаѓа да работи. Тешко. Па како јас инженер има и со средно многу, а за во општината сме многу малце зафатени. Индустрија нема некоја тука. Индустријата спрема тоа битолата, иначе во Демир Хисарот слабо. Ова село е на само 15 на километри од Скопје, лево од автопатот Скопје-Куманово. Живеат православни христијани, а се нарекува Агино село. Мојот следен предизвик. Ме пречекаа како вистински домаќани. Расположени вака во група да ми пренесат што повеќе податоци за селото за кое со гордост раскажуваат. Името е Турско село. Од турците още, што живееле, да речеме, векови, 5 века тамо и пол и колку е. А нашите христијани се биле тука со турците што живееле. Мислам, јас сум таа една тако од тие по-најстари фамилии кои се тука, што се третира од кај сме дојдени и тоа ќе кажеме. Они тука се биле четворчие турски. Што значи тоа? Сега тоа значи четвртиот дел. Ќе ореш, ќе сееш, ќе жнееш со срп, ќе вржеш на снопи, ќе вршиш со коњи, зрното, ќе го делиш три канти на бегот, четвртата канта ти од сејање до зрно земаш. После тоа, значи биле србите. Се викало селото Петрово село. После Петрово село, бугарите, Што се викала? Симеоново село се викало. Пак останало, се вратило, значи ни Петрово, ни Симеоново, Сега пак се вика Агино. пак останало Агино село. И ние, јас се сеќам малку помлад беше, тогаш правевме некои состанци, навечер се собираваме, правеше некој да го смениме името. Меѓутоа вие денеска немате проблем со тоа. Ние немаме никаков проблем. Сега во селото живее само православни луѓе тука, немаме други нации. Агата никој од старите го кажува, не го знаат кој ага е, пошто тој е веќе поодамно за време турско кога било. Имаме фудбалски клуб со добра традиција, преку 70 години постои, дошта успешно. Во тие 70 години само еден период имавме спонзор тука домашен, локален. И тогаш може би најголем успех имавме, мал фудбалисти многу успешни. Да, до трета лига. Репрезентативот ни е Дарко Тасевски, тука старо седелци. Денес во Агино село има околу 250 куќи и околу 1200 жители. Сите христијани. Сакав да дознам како функционираат денес, но и во минатото, со околните села, во кои знам дека живеат и муслимани. Немам некои големи проблеми, нема проблем, може да речем нема проблеми. Ама не е она како што сум го слушало стари луѓе. Еви тоа ќе ви кажам. Мислим, дедовци, мои комшија, свие што се кажувале. Пример, дојде празник. Ако е Великден, они у наше поле не се доваѓале да варат. Значи, празнуе. Не згодно, пошто ми го празнуеме Великден. Пример, ајенчани, тога викаме Романовско поле горе, исто не се ишле тамо да варат. Ако оре ќе оре ваму, ому го поштуе празникот. Значи, не е она време како што сме слушале од стари. Нешто покуша овде у школа заеднички, они да доваѓаат за Великден, наши видеа за Барам, ама сега некако таа акција се прекина. Борче, може да ми раскажеш ти спомнаш си учиш школа во Романовци? Јас сум учил од 5 до 8 одделение во Романовци. Секој дневно, сабајле 6:30, пола саат 40 минути пешки до школа. И по снег. По 12:30 нека пешки назад. Саат време пешки. Школа. 40 на минути патувањето беше по снег, по дожд. Значи имаш пријатели од тоа време? Па има, тоа се дружевме со децата, значи од албанска од Романовци, блиски бевме по фудбали, по други спортови. Имаше надпревари, имаше игрорни друштва, мешани, па се одеше по други школа, по други
села кај што имаше и српско население, и мешано така и тоа продолжува и денес. Значи денес имам пријатели со кои се гледам, се дружам, се среќавам. Што е значајно според вас за да се гради доверба меѓу луѓе од различни етнички профили? Агино село е поставено не само едно муслиманско село, кај што има дел муслимани романовци, него и Грушино е исто близко, исто е комшиско село. Тоа има чисто етничко муслиманско село, кој што многу луѓе гравитираат низ нашето село, доваѓаат тука, дали купуваат слама, продаваат дрва, излегуваат на автопат и со луѓето од Грушино или од Романовци, до сега во Агино село не е имало проблем на меѓуетнички план, да речеме да има некое недоразбирање или да има проблем тепачка заради нешто да има недоразбирање. Агино село најверојатно така изградено со менталниот хлоп, да речем, да нема проблеми со не само со муслиманите, него и околните села. Така да името што е од турско време е можеби една добра работа, кај што се почитува и традиција останато од турско време. Значи, покушајот да смениме името исто беше една добра иницијатива, ама и тоа што не се смени испадна една добра да речеме страна на заедничко живење у денешница. Вистинските домакини ме поканија на нивната слава, таму горе на Ридот. Некаде на крајниот западен југ од Македонија е сместено селото Бела црква. Има долна, но има и горна Бела црква. Едната е муслиманска, едната претежно христијанска. Во едната има црква, во другата џамија. Да бидам искрен, ова ми беше најголемиот предизвик за оваа емисија. Ќе те кафтам убо. Љумер е турчин, роден и целиот свој живот поминат во горна Бела црква. Неговиот животен пат го врзал за инвалидската количка, но со целата своја енергија прифати да разговара со мене. И имаше што да ми раскаже. Црква има овде во Гумењава, од римјаните. Близо е, не е далеко. Има знаци, значи камења едно друго. Како живеете со христијаните, со македонците? Како да ти речам, да те мамам, не може да те мамам. Не сум од тие луѓе, ни да мамам, ни да крадам, ни да шпионажа да правам. Со однаколе, некои десетина души, македонци, со јаболка, вака ме држа мене. И јас луѓено вака и држам. Појќе со ним имав муабет, него со албанците или со турците. И одресен имаше неколку души. Јаболка што продававме на тоа време, Осијек баш, Хрватија. Денеска имаш ли пријатели македонци со кои што... Пријатели и тоа јака пријатели. Тие ме држе вака, одев накоде ме частија, пијавме заедно. Оди таму и таму пијавме заедно. И муабет си имавме. Во полноќ те дојдеа со јаболка, немаше место, Јумер. Место имам, ти извајме празните, ти клајме твоите. Ако не клајме, јас глатај вака, ако те мамам. Од Чичко Љумер не само што научив што е пријателство меѓу различните, научив и што е храброст. Одбиваше секаква моја помош, веројатно за да ми долови дека неговиот инвалидитет ниту малку не го прави помалку рамноправен од мене. Тој замина дома, а јас продолжив со мојата потрага. Колку жители има во Горна Бела црква? Ти рекол 110 куќи, ама пола моментално се странство. Пола се тука. Тоа пола што се околу 500 жители. Па младите веројатно во странство. Млади, старе се и пензионери има и се. Во Скандинавија најповеќе, Америка и Австралија и Канада. Што неќе да работат јаболки? Не, неќе од времето старите биле таму и така остана. Африм од Горна Бела црква е земјоделски патник. Најчеста дестинација му е Источна Македонија. Колку време така функционираш? На 20 години. 20 години? Да. Одев порано со мајка ми, со жена ми и сега ево 3 години и 4 со синот. Кои денови обично идете? Вторникот во 1 сат отргнуваме, за среда пазар Проби Штип, четвртокот во Хочани и петокот во Штип. И после се враќаме и ојме и сабота за Дебар.
во Западна Македонија. И од понеделник слободен и после пак. Недела, понеделник и вторник и после пак истото тераме. 5-6 месеци. И како си прифатен како албанец таму? Многу добро, многу ме чекат. И јас сум добар, ама и тие не сум проблемаш некој да правам проблеми, и сум задоволен многу. А ви добра јаболка веројатно продаваш? И добра јаболка и немам проблеми за ништо. Што треба плаќам, тоа и тоа. Резервации редовно се плаќам. Од каде името, како е, што е легендата? Името кога слушаме од старите, на времето беговите имале момоци. Момоците појќе беа македонци и за чест нивно му направиле една црква долу тука. Да одат, например, за празници, да редовно, и затоа и така му остана името за Горна Бела црква. Може ли да кажеш дека сте пријатели, другари со нив? Другари сме. Проблеми не сме имали до сега. Во Преспа општа сите живееме добро. Македонци, албанци и турци. И еден дел има роми. Кога се трне политиката на страна, луѓето можат ли да се разбираат со различни етнички? Па политиката го донесе во овој степен кризата. Не ни треба политика, ни треба поиќе работа, да се отворат фабрики, сега конфекции гледам, кај одам таму со јаболка, конфекции имат отворат жените од 6 одат до 4 на работа. Конфекции што имат. Рудникот што беше Пробиштип го затворија. И тука младина немат во Пробиштип. Порано имаше доста младина, а сега немат. Се пензионери и стари луѓе. Дека нема соживот, нема пари немат. И тоа е тоа. Кај што има пари, има и животи, има и проблем немат. Во една фамилија, што е проблемот? Чим нема пари, одма кавга. Има пари, нема кавга. Одамна немав видено ваква идилична слика, како од народните приказни. Убав сончев ден. Амин. Здраво, може јас со вас малку да поседам? Може. Како сте? Добро. Како се живее овде? Мизерно. Зошто? Зошто нема пари, зошто? Пари нема никаде. Пари нема никаде. Работа има секаде. Јаболка изваено, жито изваено. Материјалите купени, а не продадени. Заштита од држава немаме. Ова село зашто се вика Бела црква? Горна Бела црква и долна, таа е муслиманска, ова е една пола, мешана, само по црквиве нешто била позната нешто. Така. А по друго ништо не знам. А таму живеат муслимани. И како живеете со нив? Добар ден, со здравје. Дај ми, земи, убо, не сте навредени, до душа. Не сте увредени. Живееме ко брат, сестра. Се живееме, да се позајмиш нешто, дај ми нати, ке си радиш. Долна Бела црква е на само неколку километри подолу од Горна Бела црква. Во школото има некаде околу 7-8 деца, што ево веќе 10 години функционираат. До пето одделение? Да, до пето одделение. На македонски јазик, на албански јазик одат во подмочани. Во подмочани одат. И наталитетот помалку се зголемува во селото. Беше едно време во стагнација. Колку жители има овде во Долна Бела црква? Долна Бела црква брои некаде околу 240-250 жители со мешан етнички состав, македонци, албанци. Како функционирате? Се функционира, соседи си помагаме едни со други. Ако ја тргне политиката на страна, се политиката на страна, секојаш политиката на страна. Нормално. Сите работиме иста дејност во штарство, така да маките ни се помагате еден друг со јаболката? Да. Ми спомна дека знаеш албански? Да. Тој си го научил понака ради потреба. Мислам ради потреба, ради што работам со луѓе од Албанија и го научив албанскиот јазик. Не во 100%, али научив да се разберам за да можам да работам понатаму. На крајот од оваа моја потрага ми остана само една дилема. Дали ако не беше политиката ваква каква што е денеска, луѓето ќе имаат страв од различност. Оценете сами. Во оваа моја потрага дознав за многу легенди за топонимите во Македонија. Запознав и многу живи легенди кои што ги раскажуваат приказните. Секое место има своја убавина и сето тоа е дел од богатиот албум од истата страна. Останете во добро. Следуваат нови потраги.